Колешката Елизабета Спасеновска се јавува од општина Карпуш, каде што нејзин гостин ќе биде, предпоставувам, Елизабета, градоначалникот на општина Карпуш. Повели. Така е. Добро утро. Се јавуваме од општина Карпуш, поточно од Карпуш 1, а гледачите ќе можат да забележат дека се наоѓаме на игралиштето Сокол. Оваа локација избравме со причина затоа што во среда токму од овде ќе започне анкетирање на граѓаните со кое што ќе може да се изјаснат дали сакаат во нивната населба да се воведе зонско паркирање или пак не. Токму на оваа тема ќе зборуваме со градоначалникот Стефан Богоев. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Како што најавив пред малку, токму од оваа локација, од околината, од зградите околу нас, ќе започне анкетирањето во кое што ќе можат да се изјаснат граѓаните сакаат или не зонско паркирање. Еве една ретроспектива малку наназад, зошто е потребно и зошто беше потребна оваква иницијатива? Најпрво оваа иницијатива дојде од граѓаните токму на Карпуш 1 и граѓаните на Карпуш 2. Дојдоа повеќе стотици потписи до мене, како градоначалник и до општината, а исто такви се стигнати и до јавното предпријатие на град Скопје градски паркинг, каде што граѓаните бараат на некој начин да се регулира паркингот за да можат полесно да најдат место во околината на нивните домови. Предпоставувам една од работите зошто е дојдено до ова е бидејќи Рузвелтова улицата е граница помеѓу општина Карпуш и општина Центар од друга страна, но исто така и граница помеѓу платен и бесплатен паркинг, односно платен во Центар и бесплатен во Карпуш. Па така имате, да речеме, луѓе кои работат во ПУИК, односно јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, во поранешното специјално јавно обвинителство, луѓе кои работат можеби во зоолошката граѓа или во некои фирми кои што се наоѓаат на територија на општина Центар, а сепак паркираат од оваа страна, бидејќи тука паркингот им е бесплатен. Исто така се создава прилично голем хаос во попладневните часови, кога родители ги носат своите деца во Центарот за странски јазици, кој што е тука позади нас во моментов, и дел од родителите ги оставаат децата и си заминуваат, но дел седат во околните кафулињи или ресторани, дека децата се на странски јазик и повторно ги оставаат тука во зилата. Што се однесува до Карпуш 2, да речеме, тој проблем се создава особено во делот кај комплексот згради кои што се наоѓаат кај поранешно МИДА, тоа е кај Машинскиот факултет. Таму се создава хаос делумно и поради луѓе кои што работат во фирмите таму, а не живеат во општина Карпуш, но и се создава хаос поради студенти кои што доаѓаат со нивните возила. Делумно има паркинг места во кампусот факултетски и универзитетски, меѓутоа добар дел се паркираат на паркинзите наменети за станарите и од друга страна во Карпуш 2 исто така се создава прилично голем хаос од драмскиот факултет и од драмскиот театар кога има представа некоја вечер. Тоа е едноставно невозможно за граѓаните да си дојдат дома. Предпоставувам дека поради склоп на овие работи, но и нормално пренаселеност, бидејќи кога се градени овие населби на времето биле проектирани кога просекот по домакинство биле 0,5 автомобили по домакинство. Односно не секое домакинство имало автомобил, сега можеби просекот е до 2 автомобили по домакинство и тоа создава така една гужва и проблем со паркирањето. Јас во кампањата реков дека јас на моја иницијатива нема да воведам зонско паркирање на граѓаните. Меѓутоа овде се работи за ситуација во која што граѓаните бараат да има некаков регулиран паркинг и тоа е сериозна бројка на луѓе кои што бараат, недоволно голема бројка за да се одлучи, меѓутоа повеќе од доволна за да направиме една анкета. Практично денеска имаме финална инструктажа со тимовите кои што ќе одат да анкетираат по населбите Карпуш 1 и Карпуш 2. Тимовите се брендирани и обучени, ќе имаат беџови на општина Карпуш и ќе доделат ливче на граѓаните од среда па натаму, ќе доделат ливче на кое што има печат. Така да ја користам оваа прилика и граѓаните да видат дали тимовите носат легитимација од општина Карпуш и дали има печат на општина Карпуш на ливчето. На ливчето ќе пишува прашањето и граѓаните ќе може да заокружат да или не и да стават свој рачен потпис. Она што е исто така битно е дека во овој предлог кој што се предлага до граѓаните на нивно барање, всушност
за прво, второ и трето возило на сите станари кои живеат во Карпош 1 и 2 е бесплатен паркингот. Така да како што во моментов не плаќаат станарите на Карпош 1 и 2, така не би плаќали и во таква евентуална варијанта, а би се однесувало плаќањето на сите оние кои што доаѓаат од страна и не живеат во Карпош 1 и Карпош 2. Колку би требало да платат за 1 час паркирање сите кои што доаѓаат од страна, како што велите? Бидејќи се работи за зона Д, таа зона Д е во рамки на градски паркинг и со одлука на Советот на град Скопје. Таа предвидува прво, второ и трето возило да биде за станарите, како што реков, бесплатно, додека за сите оние кои што би дошли и би се паркирале, 25 денари од 1 час би била паркинг картата, додека за станарите има и друга поволност, да се јават на телефонски број, да најават гости, таму мислам дека чини само 10 денари час кога некој ви доаѓа на гости или на именден или на прослава. Она што исто така е битно и би сакал да искористам ситуацијата, општина Карпош нема намера да прави пари или да заработува од оваа работа. Напротив, ние сакаме да се реши проблемот, додека затоа го одбираме инфраструктурата и постојниот кадар на градски паркинг, за да можеме да ги намалиме трошоците, а сепак да се реши проблемот на граѓаните. Нормално, доколку тие така се изјаснат на анкетите. Јас целосно ќе опочитувам ставот на граѓаните, затоа имаме ваква анкета која не е за општината, туку е на ниво на населба. Да гледаме нормално, партиципативно да ги вклучуваме граѓаните во сите одлуки што ги носиме. Така, споминавте 25 динари дека ќе се наплаќа за 1 час паркирање. Тоа е навистина многу помала цена од она што би се наплаќало во општина Центар, со оглед на тоа што општина Центар односно ги зголеми цените за паркирање. Зарем не мислите дека повторно ќе доаѓаат во Карпош, затоа што ќе треба дупло поскапо да платат во Центар? Видете, паркинзи на општина Центар реално ја зголеми цената на територија нормално на општината, меѓутоа повеќе се зголеми во централното градско подрачје, нели таму има и поскапи билети, бидејќи на вистина е хаос и се согласувам со таа одлука. Меѓутоа сметам дека 25 денари час, кога ќе го помножите со работно време, тоа се 8 часа во работен ден, а нормално мора да дојдете малку порано од работа, мора да си заминете малку подоцна, што значи ќе влезете и во 9-тиот час. 9 часа, кога ќе помножите со 25 денари, мислам дека на дневна основа не е воопшто мала сума, а кога веќе, логиката е, кога веќе некој кој што работи во центара паркира во Карпош, или кој што има некоја друга работа на друго место, а сака да паркира тука, логиката е дека кога е платен паркингот и тука, и таму, пологично е да паркира таму, бидејќи му е поблиску до местото каде што треба да заврши некоја работа. Од друга страна пак не е само тоа целта. Да речеме во Карпош 2, кај Машински, кај Електро, или да речеме гужвата што се прави, или да речеме кај Драмскиот театар, гужвата која што се прави, целта, доколку се усвои ваквиот начин, би била нормално да се стимулира, доколку ние одиме тројца или четворица на театарска представа, да не одиме со 2 или со 4 возила, туку да се оди со едно. Исто и целта со студентите. Доколку некој има возило, можат повеќе колеги студенти да одат со едно возило на факултет, не мора да одат со 3 или 4 возила и со тоа дополнително да прават хаос во паркирањето, а уште поголем проблем да го загадуваат воздухот. Така да генерално мислам дека секаде во светот регулираниот паркинг има и за задача, меѓу другото, меѓу целта да го реши паркинг хаосот и проблем кај што го има за цел и да дестимулира генерално возење, што придонесува во намалување на гужвата сообраќајна низ градот и на намалување на загадувањето, кое што произлегува од возилата. Така, уште едно прашање пред да ви се заблагодарам. Не го споминавме делот околу Ситимол, односно Карпош 4. Ова анкета нема да се однесува за почеток на Карпош 4, дали планирате и таму да воведете ваква анкета, затоа што и таму се создава исто така гужва поради посетителите на трговскиот центар? Генерално се држиме и до барањата на граѓаните. Тука имаше најмногу барања, Карпош 1 и Карпош 2, затоа тука почнуваме. Ќе видиме како ќе се одвива анкетата, дали нешто ќе треба да се подобри, дали нешто ќе треба да се коригира, додека мислам дека следно логично би било делот околу млечниот ресторан и Министерството за економија, бидејќи тие се на граница со општина Центар и од таму стигнаа потписи. Поплаки има од лептокарија, поплаки има и од Ситимол, меѓутоа организирано во форма на петиција или во форма на официјално барање, се уште од тие делови не е стигнато.
Така да, ако граѓаните имаат проблем, имаат желба ова да се реализира како анкета и кај нив, ги повикувам да се обратат до општината, дали потписи, дали да се обратат со печат повеќе заедници на станари, што ја олеснува нели работата, а не мора да собираат потписи, меѓутоа да видиме дека навистина има таква волја, има таков интерес, бидејќи ќе повторам, јас реков дека од моја страна нема да биде покрената лична иницијатива за да се воведе таква работа, освен онаму каде што граѓаните тоа го бараат. Тука добивме организирано собрани потписи, доколку добиеме и околу Ситимол, Карпош 3, Карпош 4 Лептокарија, нормално би спровеле и таму анкета, бидејќи верувам дека и таму ќе има интерес. Ви благодарам за денешното гостување во утренски брифинг. Благодарам и на вас, драго ми е што имав прилика да објаснам некои работи пред граѓаните.